Колега Хусни, се сложувам со голем дел од и ве разбирам во вашиот говор што го имавте. Спомнавте подписите што ги дадовте за пад на владата, но да ве надополнам, како што е редот, за реплика. Не се докажавте. Не го спомнавте киднапирањето на колегата Кастриот Реджепи. И сведоци сме сите, после тоа бидна се што бидна, се извртија работите, хаос и тогаш и денес имаме во државата. Сега, колега, како опозиционер, редно и убаво би било да соберете храброст и да обелодените некој скандал за кој сум сигурна дека имате сознанија. Зошто го велам ова? Заради тоа што Ковачевски планира сешто, а реализира ништо. Ковачевски знае да плаќа сешто, да не гледаме ништо. Еве еден конкретен и последен пример за кој втор пат денес зборувам, се уплатите од вкупно 100.000 евра на фирма што произведува сладолед, влада на Република Македонија дава во месец декември и јануари. Јадат сладолед зимно време. Совршен луксус. Сведоци сме на нивниот луксус секојдневно. Да ве подсетам понатаму, зошто сум сигурна, бидејќи Ковачевски молчи на криминалите. А знаете ли зошто? За да седи во оној луксузно скап и не знам каков Мерцедес за кој зборуваа сите, а замислете, невини луѓе лежат во затвор за тоа. Ковачевски го рекетира народот. А знаете ли како? Народот плаќа дополнително данок со зголемување на инфлацијата. Зар тоа не е рекет? Него го научи Заев тоа да го прави. Да надополнам. Пред повеќе од 2 години, во време на криза, од буџетот на Република Македонија се издвоија 500.000 евра за прослава на рамковен договор. Видовме скромна прослава, ама парите каде се? После 1 година, повторно, се дадоа 70.000 евра за прослава на рамковен договор, скромно прославен, а парите каде се? Парите знаеме денес каде се, за лично богатење на Артан Груби.